Екипата на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро. Ова вечер се наоѓа во просториите на продажниот салон на културно-информативниот центар во центарот на Скопје и присуствуваме на отворањето на изложбата насловена како Art Code од магистар Маја Ралева Миладиновски, магистар по вајарство. Маја, добро вечер, ќе ви кажам сега. Ви благодарам што пред официјалното отворање на изложбата прифативте разговор заедно со нас за утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секој утро. Честитки за оваа ваша изложба. Се отвара вечерва на 25 ноември и ќе трае се до 9 декември. Арт код, што значи тоа? На што ве асоцира овој наслов? Арткот е една голема, проширена и доградена приказна. Значи, работена е некаде 7 години, каде што првата мисла беше да се ние што сме секојдневно нападнати веќе во 21 век од било какво баркодирање, каде што мене ме испровоцира секојдневието да испитам до каде ќе одиме со тоа баркодирање. Меѓутоа, кога во еден момент се вративме и малце наназад и да ги испитаме онаа страна, да ја кажам, на биологијата и ако дојдов до сознание дека и нашиот ДНК, кој што ние како единки го носиме, ги содржи истите бинарни броеви како што се 0 и 1, како што го имаме и во денешното баркодирање. Што порачувате на публиката преку оваа ваша изложба? На публиката и порачувам да видат нешто ново пред се. Значи, нешто ново каде што уметноста не се базира само или вајарството или сликарството, не се базира само на класичната уметност. Значи, во денешно време, во 21 век, каде што веќе уметноста оди во многу пошироки размери и дозволува, барем на нас уметниците ни е дозволено да одиме вон тие стандарди кои што ни беа азбука во првичното изучување. Така да, самите нови медиуми, да кажам, или новото време во уметноста дава една можност каде што уметниците више може да одиме да се тргнеме од класичната слика за уметноста. Значи, од класично вајарство, класична скулптура, каде што инсталацијата, нели, веќе како во помодерна уметност, ни дозволува да играме со материјалите. Вие токму во оваа ваша изложба, во Арткод, играте со материјали, така и поставена изложбата, како маички, кои што се поставени така како на сушара, можеби како да се суши веш, така мене барем ми изгледа. Кажете ми техниката на која што работевте и колку време работевте на оваа изложба? Техниката е комбинирана. Значи, се работи со природни материјали, нели, со тоа препарирано платно, во комбинација со други смоли и нели, оние печатени принтови и акрилот. Значи, неколку медиуми се собрани во едно. Зошто маичките? Маичките некако ги сватив како најблиску до човекот. Затоа што ова баркодирање, сите нас како луѓе во денешно време не засегнува. Значи, ние сме бомбардирани од тоа. Одиме во продавница, купуваме автобуска карта. Значи, на се имаме баркод. Така? Затоа маичките беа, нели, во таа форма, каде што баркодот, значи, дали се работи како ликовно дело или се работи за нешто
Во делови ќе видите, значи, они принтови од луѓе без ликови, без, значи, веќе баркодирањето не е битно дали си ти човек или си животно или си робот или си компјутер или било што, значи ти се сведуваш на 1 и 0. Значи сите ние се сведуваме во 21-виот век или сме единица или сме 0. Да. Кажавте дека мечката ја чувствувате како нешто лично, нешто што секој од нас ја носи во секое време, без разлика на временското доба. Сакам да ве прашам уште колку време ја работевте изложбата, бидејќи и колку дела има овде поставено? Значи, изложбата е работена 7 години. Да, во првата година си изработени 33 мајти. Нешто тука малце беше поврзување и со религијата, нели бројката 33, меѓутоа како навлегува во материјата, како истражувањата одеа се подлабоко и подлабоко, дојде моментално имаме 55. Има некоја символика кај вас во вашата работа? Со тоа што во, значи, јас тоа можам да го видам, ако ќе се примети некаде мечки да се поголеми, некаде да се помали. Значи, и тоа има некоја символика во однос на големината и на малот. Значи, очекувањата на почеток беа големи, меѓутоа како доаѓаме до одредени сознанија, некако тоа се намалува и мислам дека минијатурата дури некако подоаѓа во израз за разлика од големината. Да. Вие сте магистар по вајарство, исто така и вајате. Ова е ваша која изложба 11, така? 12, значи 11 изложби. Каде ја наоѓате тука компарацијата меѓу вајарството и меѓу оваа техника, како што кажавте, со природни материјали? Има ли некоја врска меѓу едното и другото? Врската, првичната љубов, значи моја беше спрема сликарството. Меѓутоа, мојот дух на истражување и на не дозволи да застанам тука. Најголемата провокација, нели, во она што не можеме во сликата да го добиеме, беше во вајарството или тродимензионалната форма, така да едноставно јас одлучив, нели, да завршам и да го усовршам вајарството, а сликарството секогаш е некоја љубов која што пропрато оди или неизменично во зависно од кој период. Маја, ви благодарам за овој разговор. Ви посакувам уште многу изложби и сите вие почитувани кои што сте овде во Скопје, повелете до 7 декември изложбата ќе биде отворена, насловена е Арткод, навистина уникатна и ретка изложба.